Добар ден. Вчера се потврди. Преку Агенцијата за филм 30.000 евра одат во проект во кој што сценарист е послушниот главен и одговорен уредник на власта на првиот програмски сервис на македонската телевизија Диме Ратајковски. Агенцијата потврди дека парите се од владата на Република Македонија, што е уште една потврда како власта корумпира уредници дури во националниот сервис. Што прави главниот и одговорен уредник на македонската телевизија Ратајковски за возврат на парите што ги добива од владата? Дали Ратајковски, освен во пропагандата на власта, е вмешан и со криминали со власта тешки стотици илјади евра? Дали Диме Ратајковски противзаконски изнесува и дава на користење архивски материјали собственост на македонската телевизија и дозволува нивно користење, односно користење на ресурси на МТВ за приватни продукции блиски до власта? Во изминативе години, речиси целата архива на македонската телевизија од нејзините почетоци во 60-тите години на минатиот век, па до осамостојувањето на државата, е изнесена или злоупотребувана од страна на приватни продукции, најчесто такви продукции кои што се блиски до власта. Тие продукции добиваат огромни суми на пари од власта за проекти што ги прават со материјали и ресурси на МТВ. За некои од тие проекти, како сценарист или косценарист, се јавува и Диме Ратајковски. Пример е документарниот филм за Ристо Шишков, за кој што Ратајковски, како одговорен уредник на МТВ, става подпис за издавање на целокупната видеоархива за Шишков на приватна продукција. Во проектот тој е сценарист, што е класичен судар на интереси. Подсетуваме дека македонската телевизија во изминатиот период плаќала и до стотици илјади евра на разни приватни продукции, иако производите на тие продукции се изработени со материјали, ресурси и архиви на македонската телевизија. Како, например, 96.000 евра за Опуштено, или 28.000 евра за емисијата на Васко Ефтов, 70.000 евра за Светлосен парк за некој фестивал, по 8.000 евра за документарните емисии Судени за Македонија, Прогонувани за Македонија, Бесени за Македонија. Ова е само дел од информациите што ги имаме за директната спрега на главниот и одговорен уредник на македонската телевизија и нејзиниот прв програмски сервис, Ратајковски, кој што заедно со власта или под оваа власт, само така може да се објасни неговата експресна кариера, кој што во рок од 6 години од хонорарец во документарната програма на МТВ станува најмлад одговорен уредник на информативната програма. Под водство на Диме Ратајковски, македонската телевизија стана партиско гласило на Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ, а на штета на интересите на граѓаните, и тоа со злоупотреба на ресурсите на националниот сервис и потта на вработените, а за криминални цели на оваа власт. Затоа се потребни медиумски реформи, кои што ќе ги спроведе владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. МТВ ќе биде професионална телевизија, а вработените ќе бидат заштитени. Доаѓа крајот на криминално корумпираната власт и сите кои што работеле противзаконски ќе одговараат. Благодарам, повелете прашање. Како докажан пријател на Република Македонија, очекуваме дека нејзината екселенција господја Нуланд ќе даде значителен придонес со собствени предлози за надминување на политичката криза во Република Македонија, во споставување на владење на правото и сносење на одговорност за делата и неделата кои што се направени во рамките на политичкиот ангажман на оваа криминална власт. Повторете, извинам? Ако 65% од спорните гласачи се албанци, зашто е толку важно за СДСМ да се прочисти? Контрадикторно ви е прашањето, 35% што ќе им правиме ако не ги прочистиме?
35% од вкупниот број што се јавуваат како спорни записи во она што искочи од поклопувањето на базите е некаде отприлike околу 70 до 80 илјади гласачи. 70 до 80 илјади гласачи преведено во пратенички мандати се најмалку помеѓу 16 до 20, имам во предвид ако едната страна земе 10, другата ќе загуби 10. За нас прашањето за прочистување на избирачкиот список е принципиално прашање. За нас е битно тој избирачки список да биде прочистен и ние не навлегуваме во етничкиот карактер на списокот. Тој е список на граѓани на Република Македонија кои што треба полноправно да си го остварат своето право на глас и граѓани чие што право на глас не треба да биде злоупотребено во криминални цели за политички избори. Од тука било каква поделба без да се има анализа со паушални цифри каков е етничкиот состав на спорните гласачи за нас е принципиално неприфатливо, бидејќи ние, граѓаните на нашата држава, не ги делиме по етничка припадност. Благодарам.